Петочно издание на регионалните вести. По повод денот на општината 29 јуни во Гостивар беше организирана свечена академија. За почесен граѓанин на Гостивар беше прогласен професорот Милаим Фейзиу, еден од основачите на Универзитетот во Тетово. Двајца млади успешни гостиварци добија плакети. Со доделување на плакети, прогласување на почесен граѓанин и културно-уметничка програма, Општина Гостивар го прослави денот на општината 29 јуни. На свечената академија, која се одржа вчера попладне во Центарот за култура, присуствуваа високи државни и локални функционери, пратеници, представници од верските заедници, гости од збратимените градови од Босна и Бугарија и граѓани. Градоначалникот Невзат Бејта во својот говор се осврна на реализираните проекти во текот на изминатите година дена. Од јуни минатата година па досега реализиравме над 40 проекти во инфраструктурата. Сакам да ја нагласам изградбата на новата улица и мостот на реката Вардар како капитален проект и од витално значење за граѓаните на Гостивар и да го напоменам реасфалтирањето во населбата Дутлок. Изградивме и асфалтиравме десеттици улици, комплетирани со фекална и атмосферска канализација. Посебно внимание посветивме на зеленило, се засадија стотици дрва по булеварите и главните улици на градот. Спроведовме проекти во урбанизмот, образованието, дадовме поддршка на спортот. За почесен граѓанин на Гостивар беше прогласен професорот Милаим Фейзиу, прв председател на Сенатот на Универзитетот во Тетово. Плакети им беа доделени на младите успешни гостиварци, каратистот Берат Јакупи и инженерот Леард Таравари. На свечената академија кусо обраќање имаа председателот на Собранието на Република Македонија Талјат Џафери, како и представниците од збратимените општини од Бугарија и Босна. Културно-уметничкиот дел од програмата беше исполнет со изведба на класични дела и хорски песни. Граѓанската иницијатива за чисто Тетово денес одржа пресконференција во врска со состојбата со отпадот во градот. Ние како граѓанска иницијатива за чисто Тетово навистина сме заинтересирани за спасоносниот план кој деновиве се промовира за дислоцирање на депонијата од Тетово во непросилна близина на патот кон води кон населеното место село Требош, и тоа со само 4 контейнери кои наводно би биле само претоварна станица, тоест станица за која нема добиено никаква согласност ниту од локалното население, ниту пат од повисоките државни органи. Се запрашуваме дали со овој потек се прави потенцијална нова дива депонија со цел да се занемари претходната. Како граѓанска иницијатива за чисто Тетово сакаме да ви укажеме на следните факти. Дивата депонија во Тетово е темпирана еколошка бомба која секој ден може да експлодира. Оваа депонија е вон сите стандарди. Почитувани, тони ѓубре се наоѓаат на 1 километар од плоштадот, тони ѓубре се наоѓаат на 100 метри од зелениот пазар во Тетово. Тони ѓубре се наоѓа на 10 метри од индустријските објекти, на неспособноста на локалната власт да се справи со комунален проблем кој се заканува по здравјето на десетици илјади граѓани без разлика на верска, етничка, политичка и било каква припадност. Со години назад локалната самоуправа говори дека ќе ја дислоцира дивата депонија, а од тоа нема никакви резултати. Сега, кога повторно температури се околу 40 степени, од оваа депонија се ширеа од распаднат отпад и мрши на псовисани животни. Ризикот оваа депонија да се запали е огромен. Ја повикуваме централната власт овој пат да премевира. Доколку се запали оваа депонија, тони отпад од домаќинствата, пластик, гуми и псовисани животни ќе изгорат, а чад со канцерогени честички ќе дишат сите граѓани во Тетово. Ако Струшката депонија ја гасеа 10 дена, 26 министри од владата
тогаш Тетовската депонија се наоѓа безмалку во градот, нема да можат со месеци да ја изгаснат, а последиците ќе бидат несогледливи. На оваа дива депонија местото не е тука. Бараме локалната власт и министерот за животна средина да ја дислоцираат пред да предизвика еколошка катастрофа. Здравјето на нашите деца и на нашите сограѓани нема цена. Колку побрзо се реши овој проблем, толку подобро ќе биде за сите. Во спротивно, одговорноста ќе биде само ваша. Нов командант на Тетовската касарна Кузман Јосифовски Питу е подполковник Гоце Филиповски. Денес во касарната се одржа свечена церемонија по повод примопредавањето на должноста. Подполковник Гоце Филиповски е новиот командант на Тетовската касарна Кузман Јосифовски Питу и командант на 3-тиот механизиран пешадиски баталјон на армијата на Република Македонија. Денес во касарната се одржа свечена церемонија по повод примопредавањето на должноста. Филиповски досега е извршувал должноста офицер на операции во секцијата Ј3 во Генералштабот на АРМА. Да се биде командант на баталјон кој ги продолжува традициите од 15-та поречка ударна бригада и да се биде командант на касарна која го носи името на еден од главните идеолози и организатори на народно-ослободителната борба за време на Втората светска војна, представува огромна чест, но во исто време и голема одговорност. Фактот што зоната на одговорност на баталјонот опфаќа територија од 11 општини или повеќе од 10% од вкупната територија на Република Македонија представува предизвик сам по себе. Свесен сум дека доаѓам во единица со одлично реноме, висок рейтинг и високо поставени стандарди во извршувањето на сите поставени задачи, како кои произлегуваат од основната мисија, така и во мировните операции надвор од територијата на Република Македонија. Досегашниот командант на Тетовската касарна Кузман Јосифовски Питу и командант на 3-тиот механизиран пешадиски баталјон на армијата на Република Македонија, подполковник Игор Спасеновски, должноста ја извршуваше од декември 2015 година. Ви честитам на новото поставување и ви посакувам со успех да продолжите да ја водите ова единица низ сите предизвици кои во иднина ќе застануваат пред вас. На крајот би сакал оваа можност да искористам да се заблагодарам на нашите предпоставени команди и другите единици од армијата на Република Македонија кои несебично ни дава поддршка во ситуациите кога ни беше потребно. Исто така сакам да се заблагодарам и на сите надворешни субјекти во зоната на одговорност и воопшто на сите пријатели на единицата со кои се работувавме во овој период и кои искрено не поддржуваа во сите наши напори. Благодарност на досегашниот командант и честитки на новиот командант изрази нивниот предпоставен командантот на првата механизирана пешадиска бригада, бригадниот генерал Мирче Ѓорговски. Господи генерал, ви го враќам знамето на единицата на изволкано со гордост и живот го бранев. Подполковник Филиповски, ви го предавам знамето на 3-тиот механизиран пешадиски баталјон. Да го носите гордо на чело на единицата и да продолжите. Разбирам, господин. На свеченоста по повод примопредавањето на должноста командант на 3-тиот механизиран пешадиски баталјон на АРМА, денес во Тетовската касарна присуствуваа командантот на Здружената оперативна команда генерал Зоран Милевски, представници на АРМА и на органите на државната управа, представници на локалната самоуправа, на невладините здруженија, верските заедници, државниот и приватниот сектор во зоната на одговорност на единицата.
Специјалната обвинителка Катица Јанева учествуваше на тркалезна маса пред извиците во правосудството која се одржа на Штуловиот универзитет. Таа одговори на повеќе новинарски прашања, поврзани со моменталната политичко-правна ситуација во државава. Синоќешните протести пред Основниот суд Скопје 1 беа насочени кон судот, а не кон СЈО, рече специјалната обвинителка Катица Јанева. Таа изјави дека нема никаква информација околу протестите, ги видела како и секој обичен граѓанин. Како се организирани, не знам, и јас исто како обичен граѓанин ги видов. Доколку се произнеса зошто се таму и како, би можела да дадам одговор. Мислам дека никој не се произнесе зошто се таму и во врска со што протестираат. Специјалната обвинителка рече дека соработката со судовите јавното обвинителство сега е поголема за разлика од порано. Претходно вели таа, правосудните органи нема волја да соработуваат со СЈО, затоа не го побарав и случајот Монструм. Јас ги барав одредени предмети, Сопот, Маџар Телеком и некои други, но бидејќи немаше соработка, него ни побаравме и предметот Монструм. За да може да го побараме предметот Монструм, мораме да имаме соработка со јавното обвинителство и со судовите, за да ни ги предадат сите документи во одреден период која ќе се договориме, за да можеме ние во рок од 8 дена да се произнесеме дали ќе го преземеме тој случај во наша надлежност или не. На новинарско прашање зошто нема обвинети функционери од ДУИ во незините предмети, таа одговори дека за нив има предистражни постапки, но поради албанскиот јазик на кој зборувале во прислушуваните разговори, процесите за овие лица се одговлекувале. Јазичната пречка во секој случај е проблем. Ние имаме преведувачи вработени кои ги преведуваат на македонски самите разговори. Дел од обвинителите кои го знаат албанскиот јазик, кои се од албанската националност, ги анализираат, но сите тие треба да бидат преведени на македонски, за да можам и јас да ги прочитам. Јанева ги отворили обвинувањата на ВМРО ДПМН дека СЈО е партиска канцеларија на СДСМ. На сите обвинети гледам исто. За мене е важно за обвинетите да имам докази и не ме интересира од која партија доаѓаат, рече Јанева. Специјалната обвинителка изјавата ја даде поддржувањето на тркалезната маса, реформите во правосудството, која е содржа на Штуловиот универзитет во Тетово. 13-годишно девојче пешак е повредено во сообраќајка, а 37-годишник повреден при соседска расправија, бележи билтенот на тетовската полиција. 13-годишно девојче пешак е повредено откако во неа вчера попладне околу 18 часот и 40 минути на регионалниот пат Гостивар Србиново на потегот од Циглана до Беловиште удрел Мерцедес со гостиварски регистерски таблици, управувано од 55-годишник од Лакавица. Девојчето со истото возило пренесено е во гостиварската болница и по укажаната лекарска помош задржано е за обсервација. Првично причина е невнимание на пешакот. Во Тетовската клиничка болница вчера околу 15 часот и 30 минути бил донесен 37 годишен тетовец со фрактура на главата, а подоцна на полицијата им соопштил дека го повредил еден од тројцата соседи со кои час и половина претходно имале расправија. Според неговото кажување околу 14 часот, тој и неговиот 30 годишен брат со тупаници и клоци физички биле нападнати од нивните соседи по вербалната расправија која се случила пред влезната врата, а повредите со огревно дрво му ги нанел 49 годишен сосед. Полицијата започна истрага за да се расветли случајот, а покрај докази повикани на разговор се сите инволвирани во настанот. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера околу 13 часот на регионалниот пат Тетово-Попова Шапка, работејќи на објект, ги затекнале двајца албански државјани на возраст од 19 и 53 години. Поради злоупотреба на туристичкиот престој, односно престојување спротивно на целта, двајцата се приведени, задржани во полициската станица Тетово, а потоа предадени на одсекот за прекуграничен криминал, миграција и странци и реадмисија за натамошна постапка. Ноќеска албанските државјани депортирани се во нивната матична земја.
Ноќеска 10 минути по полноќ пријавен е пожар кој избувнал во плевната на 52 годишник во тетовското село Нераште. Опожарени се 500 бали сено и дел од конструкцијата на покривот, а огнот први го забележале и почнале да го гаснат соседите, пошто интервенирале тетовските пожарникари кои во меѓувреме биле повикани и целосно го локализирале. Се утврдува причината за пожарот и вкупната материјална штета, информираат од СВР Тетова. Агрометеоролошка прогноза на Управата за хидрометеоролошки работи. Топлиот бран која зафати земјава во изминатата седмица овозможи жетва на есенскиот јачмен и забрзано зрење на пченицата, која беше во поодмината фаза како восочна зрелост, со што и штетите од наглата дехидратација на зрното беа помали. Проблемот со жетвата и ниските стебла на житните култури останува актуелен, а штетите односно загубите на зрно токму поради тоа се големи. Првичните показатели се дека имаме приноси, кои се далеку пониски од просечните, но и квалитетот не е на задоволувачко ниво. Промената на времето за време на викендот краткотрајно ќе ја прекине жетвата и ќе придонесе за пониски температури на воздухот, барем во втората половина од наредната седмица, така што во наредниот период истите ќе се зголемуваат. Ваквите температури ја налагаат потребата за активирање на системите за наводнување, секаде каде за тоа има услови, се со цел да се спасат пролетните окопни култури, кои во овој период се наоѓаат во фази кога им се потребни поголеми количества на влага во почвата. Инаку утре нашето подрачје ќе биде се уште под влијание на многу топла воздушна маса и времето ќе биде многу топло со надпросечни температури на воздухот. Максималните температури вдолж Повардарието и во јужните делови ќе го надминуваат 40 степен. Метеоролозите прогнозираат дека в недела од север ќе се спушта посвежа воздушна маса, што ќе предизвика на повеќе места нестабилно време, со поројни врнежи од дожд и појава на грмежи, особено попладне. Локално е можна и појава на невреме. Понеделник ќе преовладува променливо и свежо време со локален дожд. Во недела ќе дува умерена, во понеделник и вторник засилен ветер од северен правец, кој ќе предизвика значително опаѓање на температурата. Од вторник ќе има стабилизирање на времето, температурата ќе биде во благо покачување, прогнозираат метеоролозите од Управата за хидрометеоролошки работи. На програмата на телевизија КИС во 19 часот и 45 минути ќе се емитува репортажа од манифестацијата Избор на косовска девојка, која ја организираше културно-метнишкото друштво Свети Сава при Сдруженијето на Срби регионален одбор Тетова. Ова е време за градење на единство меѓу партиите и заедницата за да се постигне заедничка цел – безбедна, просперитетна и демократска Македонија, која се движи кон НАТО и Европската Унија. Ова е време кога треба да комуницирате со вашите соседи, да ги надминете разликите и да ја зајакнете регионалната соработка, понекогаш и буквално преку градење мостови и друга инфраструктура. Ова го истакна американскиот амбасадор Джес Бейли во синоќешното обраќање на свечениот прием во американската амбасада, кој традиционално се организира по повод 4 јули, денот на независноста на Соединетите Американски држави. Воедно тој подвлече метафоричко значење на мостовите како тема, која е многу соодветна за овој момент за Македонија. Мора да продолжиме да работиме заедно, да ги зајакнеме врските меѓу нашите земји, без разлика дали преку проширување на бизнисот и инвестициите, преку нашите заеднички воени вежби, како што е вежбата Cyber Guardian, која ќе се одржи наредниот месец, или преку размена на нашите студенти и граѓани. Преку партнерствата тука работиме заедно да градиме посилна иднина за Македонија, иднина во која граѓаните ќе ги уживаат сите бенефиции на демократијата и членството во Евроатланската заедница, порача Бейли. Сдруженијето на новинари на Македонија ја поздравува заложбата на владата за итни медиумски реформи, кои ќе се базираат на предлогот изготвен од страна на европскиот експерт Питер Ван Хојте и поддржан од Сдруженијето на новинарите на Македонија, самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, Македонскиот институт за медиуми, Советот за етика во медиумите во Македонија и Институтот за комуникацијски студии.
Председателот на ЗНМ на денешната пресконференција соопшти дека доколку измените на законот бидат на линија на предлогот на Ван Хојте, тогаш ЗНМ ќе го поддржи процесот на усвојување на законот. Очекуваме владата брзо и внимателно да го подготви законот. Сега немаме време за губење и за експериментирање. Инсистираме овој предлог да помине во собранието така како што е предложен, а во наредниот период можеме да отвориме и други прашања кои се важни за слободата на говорот и слободата на медиумите, истакна Селмани. Според Ван Хојте, важно е во консултациите да бидат вклучени сите релевантни чинители. За сите партии од опозицијата, вклучувајќи ја и ВМРО ДПМН, ова е можност за конструктивно вклучување во тековниот диалог. Членовите на новата српска влада на премиерката Ана Брнабиќ положија свечена заклетва на церемонија на која присуствуваа председателот на Србија Александар Вучиќ и повеќе странски представници и дипломати. Церемонијата следи откако претходно вчера Собранието на Србија со 157 гласови за и 55 против ја избра Брнабиќ за нов српски премиер. На гласањето немаше воздржани, а 38 пратеници не присуствуваа на седницата. Кабинетот на Брнабиќ има 21 министер, односно 2 ресора повеќе од досегашната влада, и тоа за животна средина и за иновации, а по заклетвата утрово се одржа првата седница на новата српска влада. Во Црнагора пратениците од опозицијската коалиција Демократски фронт ја поминаа ноќта во парламентот, откако на лидерот на движењето за промени Небојша Медојевиќ му е укинат пратеничкиот имунитет. Пратениците на Демократски фронт, кои од минатогодишните избори го бојкотираат парламентот, преноќија таму за да спречат апсење на Медојевиќ. Обезбедувањето не им дозволило на новинарите утринава да влезат во парламентот. Со 42 гласа за, пратениците вчера му го окинаа имунитетот на Медојевиќ, со што на барањето на специјалното државно обвинителство одобрија покренување на кривична постапка и одредување притвор под сомнение дека перел пари. Пратениците на Демократски фронт порачаа дека ќе го бранат нивниот партиски колега. Германските законодавци го легализираа истополовиот брак по неколку денови откако германската канцеларка Ангела Меркел ја отворли нејзината позиција да не гласа за прашањето во Бундестагот. Законодавците во долниот дом на парламентот со 393 гласа за, а 226 против за мерката со која освен што можат да стапат во брак на истополовите сопружници, им се овозможува и да посвојуваат деца. Меркел донесе одлука да се гласа за реформата на 26 јуни, при што на замениците во нејзината конзервативна партија им порача да ја следат нивната совест. Меркел гласаше против, бидејќи како што истакна, бракот во германскиот закон е дефиниран како заедница меѓу маж и жена. Новите мерки за забрана за влез на државјаните на 6 доминантно муслимански земји стапија на сила во Соединетите Американски држави. Врз основа на привремените правила, жителите на Сирија, Судан, Сомалија, Либија, Иран и Јемен, кои веќе имаат визи, ќе им се дозволи влез во САД, но оние кои ќе сакаат понатаму да аплицираат за виза, ќе треба да докажат блиски семејни врски со жители на САД или формални врски со некоја американска организација. Новите мерки воспоставени од администрацијата на председателот Доналд Трамп не ги сочинуваат одредбите кои предизвикаа протести и хаос на аеродромите низ светот во јануари, кога за прв пат беше објавена забраната. Денес имавме сончево и многу топло време со слаб до умерен југозападен ветер. Утринските температури се движеа од 19 до 26, а дневните од 30 до 39 степени. УВ индексот изнесуваше 9. Утре не очекува сончево и многу топло време со умерен до засилен југозападен ветер. Утринските температури ќе се движат од 19 до 27, а дневните од 31 до 40 степени. УВ индексот ќе изнесува 9. Овде е крајот на регионалните вести. Ви посакуваме убав викенд. Пријатно!